Сузе, добро утро и за тебе. Добро утро, Цопче. Прекрасни дами, убаво ни изгледате утрински, понеделнички и како што кажав, добре дојдено на сите, како да се справиме со стресот. Поточно, има и техники и вежби да се справуваме со стресот. Јас, да бидам искрена, сум мислела дека со низ разговори со психолог, терапевт, да, меѓутоа дека сами можеме, ке значи ова, така? Ајде да дознаеме нешто повеќе и повелете. Благодарам многу. Добро утро и од мене официјално за Маја Милан, енергетски терапевт, холистички терапевт, интуитивен и прва дама која што кај нас е сертифицирана за brain spotting. Нели? Уште многу други нешта ќе споменеме, ние техники кои што се битни за да се обидеме да го избркаме за секогаш стресот, но и да го подобриме начинот на живот. Маја, од кога започна, од кога влезе во оваа приказна? Во оваа приказна влегов после моите здравствени искушенија, кои што беа доста многу. И тоа беше еден од патиштата кои што ме наведоа да покрај медицината се осврнам и на други методи да барам решение, бидејќи сватив... Коите почетоци беа во класичната медицина, фактички. Моето основно образование е медицинска сестра, имам 18 години работено во болница, меѓутоа таа работа ја напуштив, па влегов во предприемништво, меѓутоа и тоа си ја даде својата цена и предприемништвото, кое што не е лесно да чекориш сам некогаш во некои одредени води. И сакајќи да си помогнам, бидејќи медицината си го направи своето, меѓутоа чувствував дека постои нешто друго кое што бара. Односно, беше, знаеш, велат она кога се додека мислев дека животот е борба, јас се борев. Кога сватив и дојдов до еден момент кога една од докторка со која што се обратив за помош, која што ме изненади пријатно, е докторка по класична медицина, меѓутоа си имаше осврнато на работа на други методи и сакајќи да запишам кај не за една едукација, таа ми кажа дека јас не сум подобна за таа едукација, што тоа стануваше збор за неуролингвистичко програмирање и тоа мене многу ме изфрустрира и ме повреди, меѓутоа не бе во тој момент свесна колку таа била во право. И таа ми рече дека јас треба да појдам на незината обука детокс на душа. А јас во моментот тогаш поминував еден детокс на своето физичко тело после операцијата на карцином и компликациите кои што се јавија со лимфедемот на раката. И не ми беше јасно што ми говори, меѓутоа кога отидов на тренингот кај неа, тогаш сватив дека навистина е потребен да се направи прво еден емотивен детокс на душата за да може. И така почна моето патување и од ден на ден како подлабоко влегував во тоа и сватив колку работи се кај мене потиснати, а јас лично бев една личност која што делуваше вака многу силна, не оддаваше никогаш впечаток дека нешто се случува кај мене, меѓутоа тука сватив дека длабоко сум се кршела и дека сето тоа ме довело и до некои одредени своји искушенија. И така почна мојот пат и како навлегував од една во друга едукација и сватив кога дојдов прв пат со една менторка на нејзината академија, сум веќе долги години, кај доктор Вања Бокун Поповиќ, и таа ми кажа дека постои една метода која што ќе биде одлична за мене. И така се вклучи во таа едукација, тоа е brain spottingот, која што е... Што значи brain spottingот? Brain spotting е една терапевтска метода која што работи со фокус на очи. Основната идеја на brain spottingот се вели каде гледаме, таму највеќе чувствуваме. Односно се работи, тоа е метода која што го поврзува нашиот мозок, телото и емоциите. Представува еден погледот, представува еден мост помеѓу нашето тело, помеѓу мозокот и емоциите. Сушност со brain spottingот, со фокусот на една точка, ја бараме таа brain spot точка и тука доаѓа до откривање на многу потиснати, заробени емоции, непроцесирани трауми, стресови, блокади, кои што мозокот ги памти. И во тој случај, тоа е метода каде што ние даваме простор
на телото да се изрази. Се работи преку телото, односно очите се поврзани со мозокот. И тука доаѓа до едно, му се дава простор на телото да дојде до едно длабоко внатрешно исцелување. Улогата на терапевтот е само да го држи просторот. Значи, без никакви анализи, без притисоци, доаѓа до буквално процесуирање на се оно што е потиснато. Кратко речено, тоа е метода каде што телото дава одговор, кога тишината многу повеќе говори отколку што зборовите можат да го кажат. Така да, тоа е една суптилна метода, меѓутоа може да даде одлични резултати во решавање на различни анксиозни состојби, на стресови, на стравови. Посебно е погодна за работа и со спортисти, на саморегулација, на самодоверба. Се работи со PTSD синдромите, со анксиозности, депресии и различни непроцесуирани трауми. Одлично. Ние гледаме инсерти, впрочем, паралелно со тоа што јас те слушам со огромно внимание. Ова се дел од работилниците? Да, ова се конкретно сега слики од ретритот кој што ни беше во март месец, заедно со колегите од Бугарија. И на овој ретрит беше дојдена и нашата менторка. Овој ретритот каде што всушност беше и добивање на официјално на сертификатите за Inner Dance фасилитатори. И тоа беше исто така едно големо спознавање, голем и себе спознавање и големо исцелување, затоа што тука имавме вклучени одредени методи на покрај Inner Dance-от и одредени тантрички методи на исцелување. Тоа беше за прв пат се случуваше тогаш во Македонија. Така, во твојата кратка биографија која што јас ја имав можност да ја најдам, да ја прочитам, прилично кратка, но многу импресивна. Забележав неколку термини кои и мене не ми се познати, верувам дека и на гледачите не им се познати. Тие три вежби. Индивидуални, ти одржуваш индивидуални сесии, водиш групни сесии и тре вежби. Што значат тие тре вежби? Тре вежби, самата кратенка значи Tension Release Exercise од англиски, значи тоа се вежби за ослободување од стрес и мускулна напнатост на телото. Овие вежби за мене се едно големо откритие, лично за мене, а воедно и за сите оние кои што ги работат овие вежби. Овде станува збор за енергетски вежби, односно тоа се 7 едноставни вежби, од кои првите 6 се работат во стоечка положба, последната се работи во лежачка положба и првите 6 вежби служат за загревање на телото, односно за оптеретување на оние мускули кои што се задолжени за предизвикување на тој невроген тремор, односно природното тресење на нашето тело, затоа што преку тоа вибрирање и тресење доаѓа до ослободување на се она што е потиснато во нашето тело. Затоа што нашето тело како наш храм тоа се памети. Ги памети сите потиснати емоции, ги памети сите травматски чувства кои што се задржани и во нашето тело. Значи траумата не е само физичка траума, таа може да биде и емотивна траума, меѓутоа тоа е во текот над кога се случува таа траума. Телото го памти она чувство кое што се јавува за време на таа траума и тоа останува некаде во нашето тело заробено. И кога ќе дојде момент кога ќе имаме ние некоја ситуација која што ни се повторува во животот, велиме окидач, во тој случај нашето тело ќе го препознае тоа и тоа ќе почне да реагира. И ќе се јави, се манифестира преку болка. Чисто пати нашето тело ни дава многу добри сигнали, но ние не го слушаме. И јас сум една од тие кој што телото многу ми давало, меѓутоа сум била премногу тврдоглава и не сум го слушала, се додека не ми се случиле одредени искушенија. Инаку овие вежби ги открив во барање на нешто што мене лично ќе ми помогне после тешката сообраќајка која што имав и следеше еден долг период на рехабилитација и одев на јога, меѓутоа бидејќи имав остеосинтетски материјал во левата надлакти се, јас не можев да вежбам и се издав од тие вежби фрустрирана. Барав начин како да дојдам. Дојдоа, заврши короната и отидов на тренинг и доживеав една голема пресвртница во својот живот, бидејќи сватив колку моето тело било
смрзнато, колку во него има заробени емоции. Ова се многу интересни вежби затоа што не станува за класични вежби збор. Не е ова ни йога, не е ни пилатес, не е ни зумба, мислам и без разлика. Но се сигурно вежби кои можат да ги изведуваат сите луѓе без разлика на нивната тежина и возраст, апсолутно, така? Да, апсолутно може да ги работи секој, така да и тие кога ќе дојдат сваќаат веднаш, кога ќе почнеме да работиме, веднаш сваќаат колку не се заземјани, колку е нивното тело во грч и просто се изненадени кога ќе дојде до тој невроген тремор, бидејќи тоа е суптилно длабоко вибрирање. Ние одиме на масажа, ние го негуваме нашето тело, меѓутоа нити физиотерапеут, нити масеро, дали кој работи во комбинација со енергија, тој не може длабоко да продре, бидејќи сите наши трауми, травматски сеќавања се акумулираат во просторот помеѓу мускулите и коската на фасцијата. И ние кога сме при стрес, ние се го грчиме нашето тело и кога ќе го згрчиме нашето тело доаѓа до ослободување на големо количество на млечна киселина, која што доколку не се ослободи, доаѓа до незина кристализација и всушност тие кристали ги прават тие болки и проблеми. Ова се многу добри вежби, затоа што се многу повеќе од вежби, затоа што на многу интересен начин доаѓа до ослободување на емоциите и сите непроцесуирани трауми. Јас секојдневно се воодушевувам, мислам, сега почнав да работам и повеќе индивидуални, бидејќи бев и на еден тренинг за работа на карлица и на мускулус илиопсоас и диафрагма, посебно за нас жените. Е особено важно да знаеме дека многу емоции се складирани во псоасот. Тоа е еден голем мускул во нашето тело, кој што се нарекува сега поради својата биорезонантна меморија која што има, се нарекува и мускул на душата. Бидејќи сето она што го памети нашата матка, го памети карлицата, а овој мускул уште повеќе заради тоа што тој ја држи и карлицата, значи карлицата се подпира и матката на него. Така да и поврзани и со диафрагмата и најчесто тука се складираат сите стравови, срамови, а ние жените тука имаме големи ограничувања и уверувања со кои што живееме и од нашето воспитување, а всушност и матката е еден наш свет портал кој што ги носи сите информации, не само траумите кои што ние ги носиме со себе од овој живот, меѓутоа траумите и превземени од нашата мајка, баба, прабаба и така натака. Така да тука доаѓа и до многу големи резултати и исцелувања и буквално ослободување на нешто и што е заборавено. Тоа често пати сега во последно време како ги работам индивидуалните, мислам и јас секојдневно доживувам големи и просветлувања и сум премногу благодарна што моето водство ми го отвори патот да дојдам и да можам да дојдам до нив и да можам да помагам на некој начин. Како те слушам, ми доаѓа да ти речам, еднаш во неделата те молам доаѓа и да не подсетуваш на овие работи, да не едуцираш и да не охрабриш сите ние, луѓето и гледачите и ние овде во студиото и во режијата. Претпоставувам дека чекаме на вистина тие сигнали или знаци кои што ни ги испраќа телото да станат толку силни и алармантни, дури неподносливи за да превземеме нешто во корис на нашето здравје, да навистина сме многу лоши према себе и треба почесто да ни доаѓаш за да не подсетуваш за тоа дека буквално мораме да направиме, да превенираме и пред да ни се случат некои посериозни здравствени предизвици да превземеме нешто за да направиме баланс помеѓу душата и телото. Многу ми остави впечаток на почетокот на твоето говорење кога кажа детокс на душа дека се прави и иако никогаш во живот не сум помислила дека и тоа може да се прави со разноразни техники кои што ти ги применуваш. За колку време се постигнува тој детокс? Се велат дека ако 3 месеци се храниме здраво или ако јадеме храна со која можеме целосен детокс да направиме, ние навистина ќе бидеме комплетно обновени. За колку време се обновува душата, се прави детокс? Не постои точно време каде што може да се каже дека ќе се направи. Тоа е индивидуално затоа што ние некој не знаеме што точно носиме во себе. Мојот детокс на душата започна во 2017 година.
И се уште трае. Затоа што никогаш не можеме да кажеме дека сме завршиле со процесот. Чисто пати се соочувам, и мене ми го велеле тоа, бидејќи јас и кога работев во медицината, постојано бев на едукација. Јас и сега се едуцирам во однос на работата која што ја работам. Меѓутоа, и едуцирањето е во овој дел, затоа што прво се едуцираме за сами себе и кога ние ќе знаеме за себе како да си помогнеме, многу е лесно да можеш да му помогнеш и на некој друг. Меѓутоа не постои завршеток. Кога ние треба да бидеме свесни дека процесот на самоисцелување треба да се донесе најважно одлука да се почне. И нема запирање. Колку треба секојдневно да си посветуваме внимание. Ако не можеме сами, ниту јас не сум можела сама, сум имала секогаш, сум работела, покрај тоа што сум се едуцирала, јас сум имала и доста голема помош и од терапевти, и од моите ментори со кои што сум работела интензивно, за да можам да излезам од сите тие првенствено здравствени искушенија и да освестам колку тоа моето тело запамтило дури и од дете. Брейнспотингот јас го обожавам, затоа што на вториот модул, кога поминав на тренингот, беше еден период кога поминував низ еден многу тежок период од својот живот, покрај здравствените искушенија. За 2,5 месеци ги изгубив двајцата родители. И кога и се пријавив за демо клиент на тренингот. И не бев воопшто свесна. Мислам што ќе излезе, знам дека тргнав да решам еден проблем, меѓутоа кога ми беше поставено прашање од нашата тренерка како се чувствувам, мојот одговор беше смачено ми е веќе од животот. И така почна процесот, тоа беше еден многу длабок, смачено во животот, ама буквално ми беше смачено од животот, затоа што еден ден после закопот на мојот татко јас ја скршив ногата. И 5 недели бев во постела, што беше уште еден показател дека треба нешто да почнам да променам кај себе. И тој процес на работа на мене ми донесе едно многу големо откровение, просветлување, дојдов до изворот на мојот проблем за канцер на дојка. И од тој момент се случи да ја за прв пат почувствувам радост. Бидејќи ние сите тежнееме да бидеме среќни. Меѓутоа среќата е чувство, емоција која што трае многу кратко. Ако нешто со кое што треба да живееме е да се трудиме да ја пробудиме животната радост која што му припаѓа на секое битие. Велиме да е мир, радост и љубов. Тоа се трите работи кои што треба сите да тежнееме. И кога тогаш освестив колку јас, значи од 9 годишно девојче до моите 52 години, тогаш имав, јас воопшто кај мене не било присутно чувството на радост. Тогаш освестив и тогаш за прв пат сватив што значи да го препознаеш. Затоа си сега насмејана цело време. Да, јас и мене и кога ми го дијагностицира канцерот реков дека в тој момент никогаш нема никој да ја симне насмевката од моето лице, меѓутоа таа била насмевка на лицето, меѓутоа не била насмевка од душата. Значи не била насмевка која што извира од мојата матка, која што извира од мојата душа. Тука е големата радост. Сега знам дека точно се радувам од дното на душата и тука постои една голема разлика и тоа. А ние жените сме многу затворени, јас го приметувам тога и со кога ќе дојдат. Сите се плашиме да се соочиме со болката. Да. А болката не можеме да ја исцелиме ако не се соочиме, не ја влеземе, ја препознаеме и кажеме добре дојде. Ти благодарам и да ја пуштиме и да си замени да ја вратиме таму од каде што дошла. Тоа, например, и сега се случува во тревежбите кога ќе дојдат и таму каде што постои некоја заробена енергија, тука се јавува болка. И следниот пат ќе кажат, не, јас не се чувствувам убаво, јас повеќе нема да доаѓам на вежбите. Меѓутоа, јас не можам да инсистирам некој да го натерам со сила да се соочи со својата болка. Ќе дојде тогаш кога ќе му биде времето за тоа, како што и моето време дошло. И сега кога сите тие работи сум ги почувствувала на собствена кожа, сватив дека треба да продолжам многу поактивно со својата мисија да помагам на луѓето, посебно на
на жените. Браво. Секоја чест на вистина, толку силно допре до мене, верувам дека допре и до многу жени, до многу гледачи. И навистина сум сигурна дека гледачите ќе сакаат да те слушаат често, особено жените, не е ли Цопче? Да. Детокс на душа. Енергијата не дека ми падна, туку тотално ми се смири. Слушајќи ја и навлего во секој збор и она што сака да го пренесе како една преубава порака за сите нас. И ви благодарам што и драго ми е што ово утро јас сум тука, па имав можности да ве запознаам. Да. Јас сум сигурна дека телефоните ќе звонат после нејзиното гостување. Дефинитивно. Но како да те најдат, Маја, гледачите? Може да ме најдат на мојот официјален Инстаграм профил, тој го сметам како еден службен, кој што мислам дека е малку сложен за кажување, па би го оставила тука, па ако има интерес, преку вас може да се добијат. Инаку работам во сега моето студио, таму каде што порано работев дома, меѓутоа сватив дека не е тоа исто и сега може малце повеќе да се посветам внимание и секој си бара интимност, бара дискреција, што посебно за жените е многу важно, меѓутоа е исто важно и за мажите. Мажите се уште поскриени школки од жените. Тоа морам да го кажам. Уште многу души да просветлиш и уште многу убава енергија да внесеш помеѓу сите клиенти кои ќе ти ја дадат довербата, а ние одиме понатаму. Да, уште еднаш ќе ви кажам големо благодарам за сето ова што го споделивте ова утро со нас и искрена да бидам, дури жената кога е задоволна самата од себе без разлика на годините со кои што се носиме, се чувствува по енергијата која ја пренесувате, но и како велиме сјајот на лицето кое што го имате во вас. Постои една изрека која вели никогаш не е доцна за среќно детство. Така е. Да. Секогаш си го носиме детето во себе. Секогаш треба да го пробудиме. И да го разбудиме. Меѓутоа да го пробудиме и да ја врадиме таа детска радост која што ја носиме во себе.